Велат дека прошетките во природа се секогаш интересни, како за кого. За мене овие велски планини не се некој голем предизвик, особено не за да одам пеш. Но поканата за тест возењето на новиот Range Rover Sport со големо задоволство ја прифатив, бидејќи од моето поранешно искуство знам дека на овој терен може да се излече максимум од секое возило. Велат дека новиот Range Rover Sport е еден вид на диамант на технологијата. Секако дека е така, бидејќи ние имавме шанса и да го возиме пред 7-8 месеци и новиот Range Rover во Мароко и ги видовме сите негови предности и способности. Затоа голема чест ни е што се наоѓаме тука во Велс за да ги испробаме сите нови можности на Range Rover Sport. Велат дека тој може да помине водена пречка длабока 80 см, а може и да направи големи предизвици и да совлада големи предизвици на теренот. Затоа се наоѓаме тука за да видиме што може се да направи новиот Range Rover Sport. Втората генерација на Range Rover Sport донесува врвен квалитет, совршена техника и луксус кој би можел лесно да ги засени најпрестижните лимузини. И предходникот беше високо ценет, но со новиот Sport Range Rover се одлепува од конкуренцијата и станува суверен во својата класа. Кога сме кај конкуренцијата, мора да напоменеме дека тука се многу звучни имиња, како Mercedes ML, BMW X5, Porsche Cayenne и Audi Q7, кои имаат своји адути и квалитети. Затоа британците темелно се подготвија и не оставија ништо на игра на случајот. Потеркот на големиот брат, алуминиумот е употребен во подвозјето и каросеријата, со што тежината е намалена за 420 килограми. Трите мотори, 1 V6 и 2 V8, извонредната електроника за контрола на стабилноста, електронската блокада на диференцијалот и веќе испробаниот терен респонс систем, проткаени со супериорниот дизајн, опременост и филигранската завршна обработка, се нешто посебно. Луксус, префинетост и висока технологија. Тоа се трите основни мотиви на новиот Range Rover Sport. Доколку го споредам со Range Rover кој е на пазарот веќе 6-7 месеци, можем да заклучам дека во многу мала мерка тој се разликува во однос на големиот брат. Имено, Range Rover Sport е поставен врз смалена основа на Range Rover, но во внатрешноста луксузот е на исто ниво. Пред се, нивото на изработка е извонредно прецизен. Употребата на материјалите во внатрешноста е луксузна, баш онака како што доликува на оваа престижна марка. Во продажбата Range Rover Sport ќе се нуди со 3 мотори. Пред се со 2 дизели, V6 и V8 со зафатнина од 3 и 4,4 литра и бензинецот V8 од 5 литра кој има 475 конски сили. Она што се разликува Range Rover Sport во однос на поголемиот брат е нешто пониската контура, но технологијата која се вградува во него е совршена. Ние се возиме на еден од патиштата низ Велс и можам да кажам дека чувството на супериорност, но и на прецизно управување секогаш е присутно за возачот. На асфалт возењето е безкомпромисно. Тука се чувствувате супериорно, технологијата која е вградена во возилото ви дава чувство на голема сигурност и се разбира надмокност на патот. Се надевам дека Range Rover Sport исто така ќе се однесува и на терен. Нераскинлив дел од имиџот на Range Rover покрај дизајнот и луксузот се супериорните теренски можности. За да се направи уште поголема гол разлика, Range Rover Sport е конструиран да помине таму каде останатите ниту не помислуваат.
Применувањето на самоносечката каросерија помогна во правилното распределување на тежината и незиното намалување за дури 420 кг. Тоа позитивно се одрази на севкупните возни манири на новиот племени теренец. Обновеното воздушно потпирање само се надоврзува на супериорните можности. Втората генерација на терен респонс системот слободно може да ја наречеме искусен автоматски пилот, бидејќи во зависност од која програма ќе ја изберете, тој изнаоѓа идеален сооднос помеѓу потпирањето, управувачот, работата на моторот, менувачот и диференцијалите, па се до количината на моќноста која е неопходна безгрижно да се совладаат евентуалните пречки. Кога станува збор за форсирање водени бариери, повторно бевме изненадени. Длабочината на водата од 80 см без никакви проблеми се поминува, а при тоа има повторна асистенција од електрониката, чии сензори ве информираат за длабочината на водата, а целата акција се следи преку камери. По вчерашното импресивно теренско возење со Range Rover Sport повторно се наоѓаме на асфалтот. Ние се наоѓаме на вториот ден на тест возењата, кои се повторно од мешан карактер, од карактер на возење на терен и на асфалт. Инаку кога зборуваме за возењето на асфалт, новиот Range Rover Sport во секој поглед го оправдува своето име. Тој на асфалтот се однесува како спортска лимузина. Пред се тоа е благодарение на технологијата која е имплементирана во самиот модел. Имено тој во однос на претходникот е за 450 кг полесен, што значи дека управувањето е многу подобро. Во ситуации кога имате нагли свртувања, многу подобро каросеријата се однесува и се префрлува од една на друга страна на патот. Сега се наоѓаме на еден аеродром во Англија, каде што ќе направиме уште еден тест. Досега сум возел насекаде автомобили, досега сум летел насекаде со авиони, но никогаш досега не сум возел возило во сам авион. Во следните неколку минути ќе ве поведам со себе да видите како се вози еден Range Rover Sport низ внатрешноста на Jumbo Jet. Да се вози гломазен теренец низ натрешност, низ авион е искуство како ниту едно друго. Рака на срце, по теренскиот испит ништо не може да ме изненади што се однесува на возните својства и прецизноста на управувањето. Но за возење низ натрешноста на Boeing 747 треба нешто повеќе. Затоа имавме асистенција од инструкторите, чие наведување беше неопходно за да се помине овој предизвик. Аглите на искачување и спуштање, страничните навалувања и усукувањето на возилото се екстремни. И при вакви услови во внатрешноста не можев да регистрирам никакви звуци и чкрипења, што укажува само на едно. Range Rover Sport е крал на класата во секој аспект, а на конкуренцијата и останува само да се докажува кому му припаѓа второто место. По двата дена возење на Range Rover Sport, нашите чувства за овој автомобил се извонредно позитивни. Како што сами видовте во претходните снимки, овоа возило не знае и не признава никакви граници. Иако е помал од Range Rover, моделот Sport во ниту еден случај не е поинфериорен, ниту помалку луксузно опремен. Тој треба да дојде на македонскиот пазар по новогодишните празници
со ориентациона цена 10 до 15% понеска од Range Rover. Но спорт не е во ниту една ставка поинфериорен од својот голем брат. Напротив, со неговата висока технологија која ја аплицира производителот е далеку над своите конкуренти.